Добар ден, драги пријатели, добредојдовте у 36-та епизода. Јосиф Дамјанов сум јас, ова е The Better Nutrition Show и посебно сум возбуден затоа што компанијата Herbalife само што ни испрати некои поклони и у принцип и тоа што е поврзано со она што ќе го зборувам у оваа епизода и темата која што ќе ја зборувам, многу ќе им помогне на оние кои што можеби сакаат да си го решат тој проблем или да постигнат некоја цел поврзана со тоа е дебелење, но здраво и поправање во мускулна маса, така да ова нешто што ни го испрати компанијата е Body Fat Monitor, односно покажува процент на масти во вашето тело и Body Mass Index, а ова е нешто многу помоќно и ова е вага која што мери нутритивна вредност во храната и да речеме може, појма немам, имате чаша вода и ја ставате и може да ви измери колку има калории, колку протеини, колку масти, нормално водата нема такви работи, но во секој случај било каква порција на храна или пијалок може да ви го измери и е супер затоа што оние кои што можеби сакаат да прават некаков посериозен резултат со мускулен тонус, плочки и така натаму, и те како треба да внимаваат и стварно треба да одат до детали. Може би ова ќе помогне, така да обратете ни се ако сакате да знаете како функционира. Друга една работа која што не е баш толку добра и позитивна е тоа што не знам колку од вас се запознати, бидејќи сепак дел од вас веќе не следеа на Better Nutrition Fan страната и на YouTube каналот, а не следат како приватни профили, но во секој случај сметам дека сето тоа ќе се поправи. Ние хакна The Better Nutrition Fan страната, така да моментално немаме администраторски права, не можеме ништо да ставаме, содржина, вредност и сите овие епизоди можеби веќе е втора оваа која што не може да ја објавиме. Јас сметам дека ќе се поправи се до тоа и сметам дека Facebook ќе реагира најбрзо што може и на крај крајва не знам, можеби ќе треба недела, 2 и 3 и така натаму, но како и да е во секој случај ние продолжуваме, како и да е она што денеска сакав да го позборувам и да дадам некои совети е како да оние кои што имате намера можеби да се поправите и да изголемите килажа, тоа да биде здраво и да не изгледа можеби по 3 месеци грдо и лошо. И во принцип поправањето и качувањето на мускулна маса има голема поврзаност со тоа и како се храните, колку нутритивна вредност внесувате во вашето тело и нормално дали имате физичка активност, бидејќи реално за да зголемите мускулна маса и да изградите нов мускул е процес во кој што треба да се вметне вежбање, односно вежбање со тежини. И треба одредено време, но исхраната повторно тука ќе има исто така голема и клучна улога. И она што би го советувал е нормално да зголемите на калории, но многу е важно како од каде е изворот на тие калории кои што ќе го зголемите. Она што ние го советуваме и која е нашата филозофија е дека повторно треба да се има добар појадок, редовни оброци, можеби овој пат ќе бидат повеќе оброци, и тоа би подразбирало 6 до 7 оброци во текот на денот. Нормално, за да ги зголемите калориските внесови, може да додавате течности во вашиот начин на исхрана, тоа значи можеби јогурт, можеби сојно млеко, веднаш после самите главни оброци, може тоа да бидат протеински шекови кои што се исто така уште подобра опција и тоа што ние го препорачуваме на нашите клиенти да се додаваат како додаток во исхраната, не како замена за оброк. Исто така може да во самите порции кои што ги јадете за време на ручекот и вечерата да додавате малку повеќе од она што е нормална порција, можеби уште една половина од тоа што треба да го изедете за да зголемите на калории. Она што го советуваме е да додавате малку повеќе масти во исхраната, значи можеби во салатите кои што ги правите и за време на ручек, независно од тоа што јадете месо и риба, да уфрлите можеби некакви семиња, семки, јатки и така натаму со што ќе се зголеми и протеинскиот и масниот внес и да додавате можеби и суво овошје. Она што да речеме во самата салата ќе го направи уште по-секси вкусот и екзотичен ќе биде сувото овошје, а она што е придобивката во калориската вредност е тоа што сувото овошје има секогаш повеќе шеќер и повеќе калории за разлика од свежото овошје. И иако не сите суви овошја се во ред да ги јадете, сепак ако ви треба помош обратете ни се, ќе ви помогнеме.
исто така она што го советуваме е да секогаш после вечерата имате уште еден оброк пред легнување. Моја искрена препорака е тоа да биде протеински шејк со протеинска вредност од 25 до 30 грама или да биде можеби доколку немате протеински шејкови да биде тоа можеби пола литар јогурт. И тој протеин ќе ви помогне да за време на спиењето, додека и практично телото се регенерира, да ви помогне да ја обновите вашата мускулна маса. Нормално користење на не толку масни парчиња на месо и риба ќе ви помогне исто така да внесете и доволно протеини, здрави масти и се разбира пиењето на вода е неизбежно, без разлика дали зголемувате или намалувате килажа, бидејќи сепак водата игра клучна улога во одвивањето на сите метаболички процеси. Значи во принцип она што е додаток е да имате и што треба да запамтите е да додавате можеби некакви течности протеински и протеински шејкови веднаш после главните оброци, особено после ручек и вечера. Останатото останува добар појадок, оброци на 3 часа, протеински калорични ужинки, може да бидат подкрепени исто така и со можеби интегрални и сложени јаглихидрати или во превод да јадете леб интегрален. Оние знаете што се малку потешки лебови, потешки за джвакање, имаат концентрирано во себе малку и калории, и протеини, и сложени јаглихидрати што повторно ќе помогнат во зголемувањето на телесната тежина на правилен и здрав начин. И бара многу јадење и многу континуитет. Исто како и секоја една друга работа во која што сакате да направите резултати, да постигнете цел. Така да, дечки, тука завршувам и тука го оставам да останете во добро расположение. Имајте си квалитетни животни навики. Се гледаме во 37 епизода и навивајте да Better Nutrition Fun страната ни ја вратат што побрзо. Се гледаме. Чао, чао.